Добар ви ден, почитувани гледачи. Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Прашалник. Оваа емисија ја посветуваме на бездомните животни во градот, предизвиците и проблемите со кои што се соочува нашата општина. Наши гости се Маја Ковачевска, активист од Сузанрескиот дог хаус. Тука со нас е и ветеринарот Тони Танковски, најстариот ветеринар во градот Охрид. Добре ни дојдовте и на двајцата. Јас морам прво да пренесам, да кажам дека со нас требаше да имаме уште гости. Еден од нив е Климент Серафиновски, ветеринарниот инспектор, кој што само пред 15 на минути го откажа неговото гостување во нашата емисија поради итни неодложни обврски, како што кажа. Очекувавме да биде овде, бидејќи така имавме на комплетна емисија. Морам од интерес на јавноста да кажам дека имавме поканато гости од јавното претпријатие Охридски комуналец. Меѓутоа, за жал, и тие не се овде, но имаме став кој што во текот на емисијата ќе го пренесеме. Овде со нас требаше да биде уште едната активистка, Сузан Сулејман, но Маја и таа утрово за жал го откажа нејзиното гостување, но од оправдани причини. Неодложно, кај неа со навистина оправдани причини, мораше итно да замине во Битола со повредено кученце, кое што мораше да се снима на рентген, бидејќи во Охрид немаме рентген апарат, и таа замина итно во Битола. Така, значи тоа е причината, да. Љубовта кон животните, ето што се случува, значи сама замина приватно со нејзин автомобил, неодложно за да пруба да го спаси, да го спаси кученцето. Посакуваме да биде се во ред. Ајде да го започнеме нашиот разговор со тоа како да ја оцениме состојбата со бездомните животни и дали кога лани зборувавме за овие состојби, дали имаме мрднато барем малку нанапред, дали имаме чекор напред или некакво подобрување. Ајде, Маја, прво со вас. За жал, Сонја, немаме никаков напредок. Дури можам да речам, можеби и полошо е, спрема тоа што разговаравме пред точно една година. И можеби тогаш зборувавме со многу поголем ентузијазам дека овој проблем ќе се реши, но сега лично јас веќе сум и разочарана, затоа што после една година труд од наша страна и напори, повеќе за една година можда повеќе од 100 кучина ние ги тргнавме од улиците. Многу од нив се спасени, за жал некои од нив се и дислоцирани од градов, настрадале, било што се десило со нив ние не знаеме, но ситуацијата на улиците е уште полоша, значи има уште повеќе, секојдневно се изфрлаат и заради тоа, за жал, денес најдобро беше да биде тука представник од Агенцијата за храна и ветеринарство, инспекторот, за да посочи каде, што се прави. Тука е коренот на проблемите. Да слушнеме. За мене најголем проблем се изфрлањето на легла на кучиња и веќе домашни миленици од нивните собственици. Значи тука лежи коренот на проблемите. Дури не профункционираат казните. Барем еднаш, нареден пат кога некој ќе изфрли легло, ќе се праша. Ќе рече, ево го казнеа комшијата, нема да го направам тоа, ако не друго од страф нема да го направат. А од совест сигурно не, ќе си продолжат. Да. Тони, како најстар ветеринар, како добар познавач на состојбите, би сакала да ве прашам аз, како вие оценувате состојбата со бездомните животни? Уште после моето завршување во Загреб, 91 година, правевме вакви емисии, па после значи нон-стоп вакви емисии се прават од 91 година и сега сме 2025 година и можете самите да заклучите дека состојбата не е мрдната од нула. Сега ќе кажам нешто дека овај проблем треба да се решава на ниво на држава. Апсолутно. Значи сите локални сервиси, локални самоуправи и општини, бивши како и вихите општини, значи сите треба да го истовремено да го решат овој проблем. Како? Еден простор за згрижување на животните, што го викаме стационар, тоа не е наш збор, значи кажеме, еден обичен простор, прифатилиште.
град мора да има свој згрижувачки Законот вели простор, да, меѓутоа во пракса нема. Некои градови имаат, Охрид нема. прифатилиште. Значи, Охрид нема. овај проблем е на ниво на држава. Немојме да кажеме дека само е проблем во Охрид. Затоа што ние и да го решиме тој проблем, да ги згрижуваме тие сите животни, секој ден ќе вршат дотур од сите места од низ општина. И тоа не се случува впрочем. Да. Значи, овај проблем треба да се решава дека сме ние една држава. Ке дојдат луѓе од други градови, речено Тетово, Гостивар, што знам, Кичево, ке дојдат со куќето, не сака да го чуваат поќе, пушти го од кола и нака шетат по градов. И нон-стоп такви работи слушаме. Значи, овој проблем треба да се договорат на највисоко ниво, тоа речеме Министерството за локална самоуправа, да ги собере сите градоначалници и да го направат овај потек. Значи, еден простор и после да се заловуваат животните, тие што ќе се оздрави, добри, ќе се вратат назад, а другите според одлуката на соодветното стручно докторот по ветеринарна медицина ќе одлучи дали тоа куќе вреди да се лекува или ќе се преземат други соодветни мерки. Така. Значи, знам дека 2006 година Советот во општина Охрид донесе одлука да се отвори да се направи таа шинтерска служба и уште е таа одлука важечка од 2006 година. И постои службата. И имаше набавка, се сеќаваме така, на возило. Да, возилото си постои, само што отпад се собира сега со тоа возило. Воопшто не се ни користело за таа намена за која што беше набавено. Не, се користеше известен период. Па дојде еден од Лондон човек, стар човек, што е по тие работи, тој веројатно некој странни проект и одржено предавање таму како се заловуваат животните со кепчиња, со сајли, со пушката, со анестетик. Па не знам дали тогаш даде општинава донација, се купи тој пикапот, се вработија две работни места се отворија и на Мауцкер ги носеа кучињата, тогаш беше, мислам, Влади и Анастасија ги носеа, ги Добро, раде. имаше тогаш представници на таа невладина организација која што помага и пак значи се превзело нешто, нешто. Време тоа беше председавач Владо Чинговски. Тогаш дојде некоја меѓународна, некоја невладина организација, дури само тоа да се деси во Македонија, во шатори ги стерилизира кучиња, ги има сместена шаторите кај паркот и тука врше стерилизација. Јас за овој момент не знам, али да, доброто ништо го спомна, да. Значи стерилизација праја во шатори, невладина организација, тоа нормално некоја пара да се тоа донирано од негде и као бевме во Македонија, сега по градовите вршевме стерилизација. Значи импровизацијски работи се цело време. Пак ќе кажам, значи, не е и нашава општина крива, што немат баш функционална организација, него тоа треби цела држава. Истовремено... Добро, законот вели дека општините, јавните предпријатија, односно оние што се комунални, тие се задолжени да го решат проблемот. Ама забадила, сега да почнете и наше јавно комунално да правите. Забадила ако не пред Стручково јавно комунално. Или не пред Дебарско јавно комунално. Апсолутно, да се даде налог сите тоа да го работат. Ние треба нашиве, значи париве што ги внесиме во општина сите наши средства што одат и треба да ги даваме за Уструјските куќиња, за Дебарските куќиња, за Кичевските, за Тетовските. Имаше една идеја, беше направена и комплетна физибилити студија за отварање на регионален стационар во Охрид. Југозападниот плански регион ја правеше таа физибилити студија и проектот беше готов и на крајот џабе беше направен проектот со изговор дека било многу скапо да се направи тоа посетилиште. И истото, да, и нас ни го кажа дека да се направи како во Скопје што е јавното прифатилиште Лајка. Ама и во Скопје не функционира. Значи колку толку функционира тони затоа што има многу куќина што се стерилизираат, се враќаат. Ама сега и тука е еден момент што никој не го каже.
мај ќе го стерилизираш куќево, се ќе направиш операција, ќе да не и мажкото ќе се стерилизира, ти женско. А никој, уствари тоа ева како Маја, како Сузан, како тебе Сонја. Значи, јас секоја почит према вас, вие сте луѓе што можете од Господ пуштени за да се грижите за животните, ги раните. Ако треба нешто, давате своји собствени средства. Ево, јас сум сведок тука. Значи, можело приватни лица од својот мал буџет да одделиме, скромни плати, да од љубов. Значи, јас се чудам, дали Господ ве терат. Ама барем да можевме да го решиме проблемот, ние ќе продолжиме. Стално сега идаме тука. Ние се разочаравме од ова што го правиме. Стално ве убедувам, значи тој проблем е државен проблем. На крајот се вративме. Колку толку пак имате некој обид за да го психолошки да се оправдате пред Господ дека ево сте дале помош и дека сте го донесли кај ветеринарниот доктор да се лечи тој живот тама. Така е, и јас се морам да возвратам, јас со силна поддршка твоја. И благодариме што колку што можам јас помогам. Благодариме што постоиш. Ево јас имаше, извини, имаше еден тендер за кој беше, мислам, Грдан директор вона. Така? Во комунално. За избор на фирма за стерилизација? За стерилизација, тогаш беше многу имаше куќња и на електронска аукција. Така. И сега така функционира. Да, добро. Така се избира, да. Значи, ако сакаш јас, значи, ојдов во светот таква цена, значи. Во светот нема толку ниска цена. Само за да помогнам. Ама едно куќе не то не се. Тогаш ги носе во Мавуцке и после кој ќе ми рече не донесоа. И после веќе се не сакам да учествувам веќе ни во тендери, во ништо, колку што можам без тендери, без никој да знае, ќе помагам. Значи без никој да знае. Добро, ние индивидуално секако да се носиме, вие сте тука, ние што мојме ќе покриваме. Апсолутно и немаме зборови за вашата поддршка. И никој не знае, например, ево да ви кажам еден пример, колку значи јас го јадам како стручно лице, го јадам шамарот за ситуацијава со животниве. Значи, ево имаше еден краток пример, од Хрватска беа баш луѓето, таа беше дипломат, работеше во Министерство за надворешни работи, и некоја куќе онде кај куќанот господин Зарче, имаше едно куќе тука и таа да го погали куќето и куќето ја касна. Да, се сеќавам на тоа. Да. И не знам си ојде во Хрватска, од Хрватска мене дали преку интернет нормално. Така, Тони Танковски, ветеринарна амбуланта, завршио е факултету на свеучилиште у Загребу. И, ало, докторе, ми имамо поверење у вас. Јас викам, нема проблем, шта е проблем? Абе, викат, мајка му, и дури од Трст биле, викат, многу сме загрижени, не спијаме, викат, кажите, викат, керка ми е касната од куќе, работат во Министерство за надворешни работи. И јас сега за многу значи, плачеше мајка му, и тоа момичето. Не знае што да прави. Јас ми кажам, слушайте да ви кажам. Тоа куќе стои кај Зарче. Ево, сега ќе ви дам број, негов, дека тоа куќе кој ќе му пучи некој река, сите ги касви. И тоа е касна. И така ги смирим. Значи, тоа е травматизирано куќе. Значи, травматизирано нешто, уплашено, мавано, вамо, таму е. Значи, не ова начин, затоа што ние сме туристички град. И нон-стоп кај мене се уве. Ево, вчера ми се авија, имало некој куќе, големо куќе, пенело на улица било удрено, и викат, што да му правиме? Сега вика, додам јас да се умират, ама немој да умрат. И сега како да му пристапиме, ако ојме ние нешто направиме, ќе не пријави некој, ќе не слика на телефон, ќе одговараме за малтретирање, за благосостојбата на животните според тој закон. И затоа треба во овој период сега едно решение моментално да се направи. Да се направи еден простор таков одредена величина со неколку кафези кои ќе се ави и број да имат туристи почесто се увет, дури и од другиве мали. И преска заборев да кажем едно што е многу одлучувачки.
И да се трни животното на улица да не гледа луѓево. Нон-стоп, значи. Нон-стоп ме умре. Нон-стоп се увет. Секојдневно, тие побици ги добиваме Ги и ние, добиваат како и ние да можеме активистите да го од решиме Ама, проблемот. И Да. после Да, испаѓаат постојано се како... натирам. Сега, шо битно, шо кажам? Учињата, ако ги чуваме низ Охридов, тие што се стерилизирани, а откај ќе се ранет. Точно тоа. Значи храна треба исто да се обезбеди. Тај во Скопје никој досега не кажал дека на тие пунктни места ќе му фрламе секој ден врви човекот, ќе се купи храна и да си дојде куќето да си јади, затоа што ти не можеш Не половично е решено, значи. Ама не можеш само операција да му направиш. Половично ништо, само толку и вратите Тие на што се улица. враќаат на Тоа. улица треба да се редовно нахранети точно затоа што кучето кога е гладно нормално не знаеме како ќе изреагира, значи тој си имат инстинкт, барат храна, мора да се нахранит. За среќа Охрид е туристичко место. Во лето стварно се нахранети, значи и од туристите кои што купуваат храна, и од рестораните, верувам дека ги хранат, но во зима е многу тешко. Многу тешко и кучињата се стварно гладни. Да има за храна, да се има за храна. Ако да не се морат смисли. храна да се купи, од ресторани што се... Ама пак треба некој. Организација треба, Организација не може то стихино да се прави, да. Ај порано имаше поќе пари, лебоите ги фрлеа ѓубре, сега оди види леб дали има Да, ѓубре фрлеа. точно, па нема нормално. Сега луѓево барат од кантиве да земе нешто јадење фрлено. Да, многу се малку. И тие што сега можат се да јават издвојат. агресивност. И сега луѓево ги окривуваат животни. Затоа што има многу категории на луѓе, не сака да му кажеш ништо за куќето затоа што претрпеле Точно. напади, агресии. Имале траума некоја, има да. друга категорија на луѓево ги сакат кучињава, не се плашат и меѓусебно идат до карање. Да, често и добиваме и навреди. Навреди. Точно, да. Ама немат потреба од Кога сите сакаш тие. добро да направиш, некако луѓето го сваќаат тоа погрешно. Маја, споменавте само 100 куќи на година. За една година. години, Ама требаше да ви- заедно негде Заедно преку 300. со претходните години, значи ние како Сузанс Rescue Dog House работиме 3 години. Самостојно 300 кучина. Бројка од 300 кучина. Навистина, значи сите тие кучина се од Охрид и таква бројка на кучина за толку краток период е навистина огромен број, а проблемот не е решен. Во кој држави? Па нормално, од нив, значи од тие 300 кучина, 3 се можда во Македонија вдомени, другите се сите во Англија, Германија, Белгија, Јас Холандија. кој ќе ги видам умирам од смење. Имаше еден од тука тој еден кај што е кај мене, вика Тонија бе кучито многу влак на пуштата и вика ми то ги му се јавив кај службава за згрижување од во куче во тегнато во кафе бар во Лондон. Ужива, Абе, да. мерак да го гледаш. Вистина е така. Во Лондон, спасиле Германија, навистина кај голем луѓе, број во животни. какви услови? Непосакуваните миленици овдека кај нас навистина уживаат, да. Посебно за кучето, ова е друго куче што го спомна Тони, и друго куче што сме го вдомиле во Лондон, со него сум јас навистина најмногу горда. Тоа куче беше напуштено во Охрид со исечени уши. Значи некој микс на кангал ли беше, не сум сигурна, големиот, белиот, го знаеш и ти. Депутан. Тој беше толку сакаше љубов, сите ги следеше и се приврзуваше со сите што го хранеа или го галеа. Ама некои се плашеа, нормално, големо Голем куче, беше, со да. сечени уши. Навистина немаше агресија во него, ама делуваше страшно. И имаше еден проблем, со едни две бездомнички имаше во Охрид, спиеја во паркот. И тој толку се приврза со нив, спијаше со нив. И кога дојде полицијата, да ги, пошто тие беа бездомнички, нормално без документи, си ги легитимираа, ги собраа. Кучето почна да ги бранит. И тогаш полицијата изреагира и го пријави кучето во комуналец. И сега нормално пријавено од полиција кучето, мореа да го тргне од улица. И го тргне од улица, ама ние реагиравме, кажавме дека планираме да го вдомиме и за среќа кучето ни го вратија и сега ужива во Лондон. Ама ви, Сонја, јас вака видам во оваа емисија да вметниш Сузан да ти ги дај сите за кучиња, да ти ги дај од мобилен. Да, цел телефонен полза. Цел телефонен полза. Со сите вдомени кучина ќе обезбедам слики, Сонја, и навистина можете да ги вметните, да видат луѓето како уживаат кучињата од кои што можеби се плашеле на улиците кога ги гледале и не ги кривам, затоа што
секој не е љубител, некој има некој вроден страв и навистина реално гледано улични кучиња нема ни во Лондон, нема ни во градовите во Германија, во Белгија, во Холандија. Не треба да има улични кучиња. Или неколку да бидат, значи што ќе се малски миленици за кои што некој ќе се грижи. Не може кучето само на себе да биде оставено. Тоа си сака нега. Имате наука за понашање на животниве и за значи се вика тетологија. И тоа е она кој ќе им даваш внимание, храна, кој ќе одиш ти на пристаниште и кој ќе се собере мачки. Моите мачи на 15. Мора милина да го гледаш. Ме чекат. И глас ми познава, тича корење. Да, и јас умирам од смење. Она е затоа што му даваш љубов, храна. Знам да вратат. Многу враќат двојно, тројно повеќе. Нема ништо поверно од кучето или мачето, тоа го тврдам и можда и наивно размислувам, ама јас значи тврдам дека не постои агресивно куче. Тоа е се до пристапот, можеби и тој страв, внатрешен страв. Да. Значи, никогаш не би нападнало кучето ако немат нешто што би го испровоцирало. Значи, тоа го тврдам, затоа што, ево, тие сите 300 кучина, ние сме ги зеле од улица и сме ги чувале, сме ги негувале, сме ги средиле. Ниедно. Тие меѓусебно може да се, значи, се случува. Така, ривалство, не се кастрирани. Меѓусебно да се степет, тоа се случви, значи, тоа е нормално, инстинктот го име. Али нас ниедно, значи нас да не нападни шанса немат. А од каде? Значи зошо? И ние сме луѓе. Па тоа е таа наука е, тоа е теологија, значи имаш енергија позитивна. Да. Сузан, значи Сузан. Мора да ја спомниме, местото е тука, ама не е тука. Значи Сузан види приватно лице ја ангажират куќата својата куќа, отстапено. Да. Остето си фати беля надгласе, мене кој ќе ми се јавет и ги пренасочувам кај Сузан на место да речеме во служба за. Така, затоа што нема служба. Треба да има, треба да се договориме колку толку да барем овој туристички период кој ќе дојдат луѓе, ќе видат згазено куќе. Ние сега навистина е лошо што сега да имат и повредено куќе, ние не можеме повеќе, затоа што веќе куќата ни е полна. И немаме ни простор, ни место каде да го ставиме. А за такви итни случаи мора да има, стварно. Повредено од кола, секакви случаи. Пукани кучина. Тоа е еден обичен простор, мора од општински простор. Тој кај Мауцкер бил на Република Македонија, тогаш не бил под локална, Македонија во некоја друга држава, наша држава ова, тој простор, ако требаше да се регистрират, па нака земји дека во Република Македонија му го дават на користење. Тоа може да се направи, значи законски ќе си се изнајми, си имат вработени адвокати, правници во јавните и дека си поработат малце. Ние цело време нешто правиме за да не завршиме работа. Се вртиме во круг. Се вртиме во круг и затоа сме тука. После ево ти травми, ево ти ќе нападни некое мало дете, ќе оштети. Да, ќе има такви случаи, како што беше сега неодамна во Битола, и сега ќе настрадаат многу недолжни животни. Веќе гледаме по социјалните мрежи што се створи омраза, а најчудно се како 2-годишно детенце било пуштено само и да биде нападнато. Значи 2-годишно детенце треба да биде зарака со родителот. Да се согласувам. Не може да трчат само, мислам, откај знаеме што се десило, значи не знам стварно. И не дај Боже да се повтори такво нешто. Нешто некоординираност, нема секој некој. Тоа е стихијно, кога ќе се остави на стихијата, тоа е. Некоординираност, треба некои величини, злоби, мрзења и ова партиско вако бил така, дај заврши работава, море. Не е битно кој е. Да, секој да се работи онаа работа за која што. Луѓе се споделија да ти е страв бил овај партија, не зборувам вака, не зборувам, море, не правиме муавет, партијата си е име. Што е со чинове луѓе. Гледај работава да ја завршиш, излези, оди пешки, види, викни го одговорниот. Може да завршиш или викни друго стручно лице како умеме да го решиме проблемов. Вака, готово, така правиме. И то да се префали, ама не само велам, не се нашиве криви, значи. Не може да се реши локално, Тоа треба на ниво на држава да се регулират. И конечно, затоа што ево слушаме,
многу пари се дават за тие, од кога ќе се случи работа, се дават по болници, со... Да, или оштети што се Оштети, плаќаат огромни суми со- за оштети, Имаше, да, а со преку тие пари, стотици илјади да, евра. може да се средат, да, милиони. Затоа не им е скапо. Да. Имаше кинчево, мислам, стотици илјади Да, евра. ама тоа е најчудно од се, зашто имат пари за оштета, а немат за решавање на проблемот, значи тука излегоа многу статии кои што верувам дека се точни, дека тука има многу проневери, Дека и намерно. дека намерно тоа се прави, тие од сите тие каснувања сигурна сум дека ни пола не се точни, дека тоа се прави само за адвокатите, дури и Да, докторите. лекарите измешани, Не да, сакам се да појавуваат тие ситуации. да испади дека ова е моје мислење, ова сум го прочитала и верувам дека е вистина. Ево да ви кажам, не знам дали знаете дека директорот е едно друго лице, не знам како се вика, не го познавам. Беа дојдени кај мене овите на амбуланта да се консултира. Така. Како да направиме за да го решиме овој проблемот кој на почетокот, и јас им кажав. Мора да обезбедите ова исто. Еден простор, утре ако савид некој, он насоберете го на улица, само да се као ево да се реши проблемов, никој да не гледа дека немат никаква служба, некаква служба. Значи да колку толку до негде да се реши проблемот. Така. И после одлучија само на тој објавија овај оглас, на огласот за стерилизација се јави таа, не ни знаев за кај имало тоа. Да, не, сега е завршен, сега моментално течит огласот, има За уште една стерилизација недела, се од- бира фирма. Сега моментално е повторно статус се кво бира во фирма, Охрид. значи Да. сега немаме фирма која што ја врши Сега нема, стерилизацијата. завршени Ама истечен тоа е е фирма тендерот, беше тоа од- сега се бира нова фирма. Ама тоа е кој сакан мој да се јави на тој Да, оглас. не, веќе имало пријавени, сега ќе треба да изберат која фирма ќе биде. Према со ова електронска аукција. Нема да бидите од Охрид, кажано е, затоа што нормално немат Охрид место каде тоа да се прави. Нема стационар или немат ветеринарна амбуланта со стационар. Не стационар, со тоа прифатилиште во Прифатилиште, Загреб. да. Значи после операција кучево да Но се има каде да да остави да се го неколку остави дена. 2-3 дена, 2-3 дена. И да имам, не сакам со држава да имам работа. Само можам да помагам. Така. Така, ве разбирам. Сега додека сме кај стерилизациите, јас би сакала да го прочитам ставот на директорот на јавното предпријатие Охридски комуналец, кој што кажува дека од март 2022 година до март 2025 година вкупно се истретирани 258 бездомни кучина, од нив стерилизирани, односно кастрирани се вкупно 234. Од кои преку 50 се веќе вдомени од страна на активистите и граѓаните, љубителите на кучиња. 24 се починати или еутанизирани и по основ на болни од заразна болест како што се оние лишманија и не го поминале тестот за социјализација и се како небезбедни за да се вратат повторно на улица. Од сите кучина била земена мостра крв и испратено во лабораторија, маркирани се со ушна маркица и аплициран е чип и вакцинација против песнило, како и прочистување од внатрешни паразити, па потоа биле вратени на улица. Ова е ставот на директорот на јавното предпријатие Охридски комуналец Сашо Најдес. Тоа е точно е, затоа што ние имаме соработка со директорот, навистина ни излегува во пресред кога ќе се јавиме, само што некогаш баш заради тие административни работи, како сега, например, што нема фирма, ние ќе се јавиме за помош, но тие чекаат сега да се избери фирмата, а во овој еден месец, значи, многу работи ќе се случат во градот. Ќе имаме најмалку 5-6 кучки кои што ќе бидат Ќе во треба да период на донесат парење. по 10, по 8, Да. по 7 верно. И ќе мора во тој период, ако не се тргни таа, например, ако има кучка за парење, ако таа не се тргни во моментот, околу неа за една недела ќе се соберат 10 машки мажјаци кои што никогаш не се улични кучина. Тие се кучина од газди што си шетаат сами низ градот и тогаш настанува проблем. Тогаш се јавуваат луѓе, реагираат, има глутница на кучина, а глутницата е таа, затоа што има нестерилизирани женки и мажјаци по улиците. Маја, Тоа е ево сега проблемот. види се од тука се гледа, значи сега тој начин, тој пристап за решавање на проблем не е адекватен. Значи Не. треба да се имат во склопот на локалниот сервис Охрид, да се имат како Прифатилиште. ниска градба, како водовод, како комунално, треба да се имат посебен одел, прифатилиште за И кучиња. оддел, значи, Оддел, така. И да си има ветеринар Да, задолжен ветеринар. тука. И ти дури даваш И таму љубители да тендери, волонтираат и да тендери. помагаат. Да, дури ветеринар да има запослено таму. Точно, Зошто да не? И Така. вработените, јас инсистирам да бидат активисти.
Апсолутно, во некој волонтери случај без пари, да не без се вработат плата. луѓе што се плашат да Не, се бе, доближат. зашто и за нив имат пари, и за ној пари. Колку луѓе се Абе, и запослени? нека нема плата, има волонтери кои што тоа ќе го работат. Ако Јас не верувам има, дека ќе има. тоа е волонтерството сега. Се да ви кажам, тоа е опасно. Кој беше Мауцкер, ги примија двајцата таму на работа, уште кој беше, не знам која година беше, Така. и вработени ве си рекоа, беше, одај таму, па ќе да, стои да, таму, ми имат волонтери, ави дајте му јадење, нека јадат кучињава. И ој си, чекај море. Не, Мораат професионално. Волонтери треба да постојат, но мора да се има и вработени. Буквално да се Така, што вработени. волонтери, али мора да имат вработени што ќе ја контролират и дури ќе ја пратат ситуацијата во секој сокак, секоја улица, кој е куќе ново дојдено, да оди да се залови. Точно, да. Има ти камери негде да се види дали некој го испуштил и на вистина да почнат казните. Сега за казните не е задолжена локалната Ама со самоуправа. казни не, Инспекторот значи што треба требаше да дојде. Маја, треба да се подигни совеста со Тоа Да, не и сака сака- имаат совест, дефинитивно Не. треба да знаеме. Казни и готово, да се почне работата, затоа што совест немет. Ако има совест нема да фрлаја Уште да ги казнет, мачина во уште најлончина. тросе умрени луѓе од немаштија Па во заслужуваат економска. ако прават работа, кои што Ама, не се по треба закон. совеста малце да му се подигни, да кажи која Но е треба целта. да се работи малку и на таа превенција, Да, и то бе, од мали да. децата да се учат да ги сакаат животните, да знаат како да се однесуваат кон нив, да се шири таа љубов. Да, и јас сум И за, да меѓутоа прифатат дека казни мора. стерилизацијата е нормална работа. Точно. Затоа што има луѓе, ние им нудиме помош, гледаме некоја домашна кучка, има една кучка кај Сух хотел, 10 години е кучката. И ја знам. Нонстоп раѓаат и нонстоп кучињата завршуваат на улица. Така, фрлено. Им нудиме помош да се стерилизира, не. Природно било да раѓаат. И природно е да шетат по улици, и природно е кола да ги газит, и природно е да умрет на улица бебињата. И кучката Или да ги раѓа. фрлат спакувања Или во да ги најлончина. фрлат. Не, Секој тие ден не ги гледаме фрлат, во ама си најлоне. шетат по улици. А и нас не е тоа. не е само за кучињата, ами и мачките. Тоа е мојата слабост. Да. Тоа е мојата слабост. Најголемата слабост моја се мачината. Тука си главен уредник. Да, главен сум, јас сум мачкарски оддел. Јас, значи, то најмногу ме погодва кога ќе видиме исфрлени легла, газени, труени, убивани, навистина е страхотно. А за мачината, туди пак и буквално никој не води грижа. Ама ич, освен ние активистите, што се трудиме малце од малце да Суња спасиме. самостојно. Знаеш, и Да. ние јас мила ево да му мачка дам една имаме. идеја. Порано, кога бев директор ветеринарна станица, имаше местни заедници, председатели Така. на местни заедници што беа функционални. Од кога ги укинаа тие местни заедници како правни субјекти, јас не знам, секоја мала, јас ќе му кажем на председателот на местна заедница во било која село и ќе ми направеше точно список кои животни, кои шо имат, дали имат колку кокошки имат, колку мачиња, колку кучиња, колку крави и ќе ми напишеше список. Све. Овде сега некако добро е да во нашава држава и тој проблем да го регулира со тие местни заедници. Кој човек нов дојде во малата, све ќе знае тој. Така. А некако кој да е Да имат скини- евиденција. И некоја бројка ќе имаме тогаш, Не, да. без евиденција. Дали на, да речеме, тој од местна заедница, поблиску ќе ти му отвораш вратата, дај ќе му речеш ова дупкава не скапа од гуми сечење, нека дојде, нека поправат. Значи, да имат поголема координација, ево ти за локалните избори сега, малце тука да се, не малце, него одма да се реши таа работа. Така, Значи, така. Значи, местната Кај нас заедница... нема евиденција, апсолутно на бездомните животни. Местната заедница Тоа само активистите полиција основна кои ги видат и клетка, толку. основна клетка за ќе знаеш и попис колку имат во Малава, колку луѓе се починати, колку луѓе ново дојдени имат, колку кои што животно очуваат, дури и да земат од самата местна заедница потврда дека мој да чуват и до таа Да, мера. секој не може да чува. И пред да чуват куче, дојд на некакво предавање 10-дневно, како во Швајцарија така било. Се одел 10 дена на предавање, Да. значи да го знаеш почетокот, ама и да го знаеш крајот на куќето. И ти дават потврда за да можеш да вдомиш или да купиш или да земиш да чуваш куќе. Значи без таква потврда нема. И готово решен проблем. Така, Ние значи не многу треба да енергија губиме. измислуваме топла вода, Многу имаме топла закони вода кои што беше треба да ова, ги не знам јас. реализираме. Ево 91 година до сега дури страм ми е истата работа
некој Истото е, младиве истото деца што не служи ќе што ќе беше ова. Да, како е тешко. Кокујна што да правиме, море топли. Да, многу Кокујна тешко што да прашање, правиме. ама некако никој нема слух да го реши, тука е проблемот. Тоа е. Ама што слуг нечо и тој што е таму одговорен и него треба да го сватиш. Сите работи треба да ги координира, така? Значи, пак велам, и тој што е таму и од него не зависи, него треба на ниво на цела држава. Цела држава, истата работа јас не знам, Министерство за локална самоуправа, тој те да ги собери и сите овие работи, наједноставно да се решават. Море во за 24 сати ќе да се нареди сите кога ќе се вратат, еден 100 на 100 загради, клај 2-3 неколку кафези клај и тука да ги изгрижи животните. И друга работа, земај храна, неколку 10 пунктни места. Така. Обично овие што во Струга имаше една девојка, да не го кажам се името, тогаш ојдовме Струга, со овие имаше донација од Холандија. Понезе, кој се собраја, едно 30 куќиња околу ова што му даваше секој ден храна. Да, и направија нешто? Не. Значи, тоа е тоа. Да. Куќињата... Ова Јована Мојсовска, може ти ја знаете. сега, Како не е пратеничка, таа ја Таа знае. таа беше, Таа е се ќе кажам, наша бранша. таа беше љубител на куќиња, кој И уште е љубител, гледам, Да, и ми уште била и споделуваат гостинка во постови, емисија тоа овде во многу прашалник. ми се допаѓа кај неа, да. Уште споделува постови, значи си ја врши функцијата, ама активизмот и за Останал помошта во на неа. бездомните останало кај неа и навистина е за пофалба. Јас Значи, викам, секоја чест Јована, не ја познавам, но секоја чест за неа. Јас се запознав, ви беше гостинка во емисија. Пиевме кафе онде кај овај хотел Белград тука со тие од Холандија, зашто му даваа донација Така. и да видат што е направено, ме разбираш. Така дојде во Дури увид. не вервеа тие од Холандија, тоа е една случка, операцијава што му ја прави, многу мал рез. Така. И овие од Холандија викат, вие мамите не вервам. И дури не вервиме дека пред операција, аз ми рекоа да дојде тоа ниво, така што правиш операција, нека дојде. И дојдат тие жените, председателки на Сдруженија на животни, што му пушти. И ме гледа кај што правам операција, викат готово. Да се уверат, браво. Се уверивме дека не е мамење. Знаете како, Маја, викате, ние имаме закон за благосостојба на Аме животните. што? Да. И На хартија имаме точно... Какви измени се потребни? Често зборуваме дека треба измени. Какви измени се потребни во нашиот закон? Јас дури мислам дека и не требаат измени колку што треба законот да профункционира. Значи, прво, луѓето кои што се регистрирани и нерегистрирани одгледувачници кои што прават легла за одредени Тоа го има во куќиња. законот. Го има, Така, да. не смеш да имаш Сега не знам одгледувач како ако е, не си регистриран. дали е предвидено, тие треба да плаќаат некои даноци. Значи не може секој што ќе му текне, имам машко, имам женско куќе, ќе си правам легла, ќе си продавам Си правам куќина. пари. Па 80% од тие куќина што тие ги продаваат завршуваат на улици после, затоа што имаме лабрадори, ретривери, значи шарпланинци, што да речам заштитена раса е, па ги има исто по улиците. Значи колку шарпаници сме нашле во каква незавидна ситуација, значи со уништено крзно, неухрањени, значи тие се куќини од 50-60 кила, значи тие стварно саќе нега. А ги продаве за некои суми од 50 евра куќе, значи не може така. Ќе го продаваш и поскапо куќето, ќе си платиш и данок, и точно ќе се знае каде е тоа куќе продадено. Контрола. За утре да се види дали тоа куќе е уште кај сопственикот, е тоа. Не знам, значи ќе треба да има некои инспекциски служби што тоа ќе го провербе. А тоа не е стварно проблем. На толку вработени што имаат за ова, за она, за измислени функции, некои дома седат, значи Да, и и земаат што плата. немаат ни столчина. Значи ево, некого ќе го вработе, значи некој како мене, како Сузан, како тебе, значи има такви милиони во градов, млади луѓе, ентузијасти, ќе ги вработат и ќе се почни. Ево, од утре ќе се почни тоа, ако има такви вработени луѓе. Значи, одма ќе се оди на терен. Да, често викате Хрватска го реши проблемот, го имаша. Заради Значи, да се најблиско земи што тој беше тек. Хрватска. Да, ама Од да се најблискиве земи тој. држави Хрватска, точно. И нагоре е веќе све средено.
а во другиве држави што се околу нас е секаде исто. Имаше Албанија една- е катастрофа, Црна Гора, Србија е слично како нас. Единствено волонтерите што работат. Имаше На државно една ниво не. Не е Докторка решено. една дојде една од Грција, невропсихијатар од Австрија. И дојде, имаше донесено куќе полно со вошки, со болви, кај мене викаат, молим те што требит. Абе, викам документи, какви документи, викаат, знаеше хрватски да збори. Викаат, абе, ноќе да ми се скршат, уште ништо ако одам Грција и Македонија, кога ги гледам вака Да. бездомниве Исто, Исто, куќиња. и Грција, исто како кај нас. Бездомниве исто. куќиња како шетет и како се третирани по улициве, дека имаат многу. Леле, како беше револтирана. Да, ево Јова Туни што го спомна. Сега е топло време во. Зелено е, трева, крлежи, болви, значи третманот за паразити внатрешни и надворешни е скапа работа. Значи да го истретираш куќето, да му ставиш ампула, тоа значи треба и тоа некој да го прави. Куќето сакаш да го погалиш, плюс од крлежите се пренесуваат заразни болести кај куќињата. Значи и за тоа треба да се третираат куќињата. Не само пуште ги. Заврши Само пуште ги, манот, да. пуште ги. Ние- Па тоа и ние- домашните не ги третираат секој, оние што ги чуваат во двор. Милион ви, посто сум ние сигурна го- дека не ги третираат. Да, ние сега расправаме за обични технички работи, ами чека сега од ветеринарската наука кој ќе видиме дека тие куќиња ми сите животни, значи тие се потенцијални се за да прошират заразни болести. Ако не Ако се не третираат. се- Ево, третирани. стариве луѓе дори гледам и некако со страм и со страв кажуваат, абе бев се оперирав од ехинокок, кучешка тенија. Замисли ти сега јаиш салата и истретира од некој куќе скитник таму направило нужда и кучешка тенија, тоа се прават плюски по цел организам. Да, Како што може да се да, значи кучешка, значи тоа здравствен аспект, овие кучињава дефицират по улици, а изметот е полн со таа кучешка тенија, паразит што е опасен за нас. Утре оиме со кондори по патот, некој дома со кондори и све тоа потенцијално може да се зарази. Значи, И на не нас са- влијаат тие значи, состојби. Јас викам слушај, побо да те къснет куќе, барем знаеш дека си къснета вака, ако Да, ти третираш. пренеси заразна болест, ја кучешка тенија, сите ја знаат таа кучешка тенија. Тоа се на джигерот, се прават плюски и плюс големи меури, во тај меур уште 100.000 други потенцијални од глаиме тие сколекси се викат, од него, ако пукнет, уште 100.000 меури ќе се направат. Значи, не баш таков проблем, ајде куќето, Да, куќе, или мачето, или кај мачињата што е битна работа, што е опасни мачињава што се за токсоплазмоза. Првиот абортус на гинекологија, одма крв му се зема на трудницава, на таа што абортирала, да се испитите дали има токсоплазмоза. Тоа што се добива? Па тоа е од мачки. Од мачки, значи и тие треба се третираат со средства, значи ветеринарната медицина, Точно за паразити треба за сите ветеринарната животни, медицина да. плюс. Сега многу интензивно болвите се расширени од едно куќе на друго куќе, дури луѓе се жалат што немаат куќиња, што не чуваат куќиња, викаат дома немојме ни да влеземе, донесте со облеката, скокет цела куќа болви. Да, мора третмани. Го има, значи, Значи, насекаде, во природата, во тревите, во... За крлежите, за крлежите. Крлежи, да, и на Не, луѓе. крлежите да немаат куќиња, крлежите ги имаат во природава. Ги имаат. Ама и природава да речеме, ево, горе накале кој ќе се качи тоа све, некој пат и требите да се помени со некое средство за со прскање, да се испрске, да се намали нивото на тие крлежите. Точно, затоа тие што се штетни и за луѓето и за животните. Ќе се Значи, закачи на најтешките нас. болести кај животните Ги се пренесуваат добиваат тие. од крлежите. дури мој да дојде заразно менингоенцефалит. Воспаление на мозокот од крлежот мој да дојде. Многу Кај опасна луѓе? работа. Да, кај- бе, да. И кај животните исто. Значи види, кај мачките токсоплазмоза и ред други заразни болести, кај куќињата најмногу што мене ми е страв со од ехинококозата, кучешката тенија, ево, сите некој што имал, јас имам најдено при преглед на крава во Климештани пред 20 години дури го чувам тој препарат,
куќето кај што врши измет, таму кравата јај, паси треба, се заразви и ќе видиш плюска колку лопче пинг-понг во комората на самата крава се има шенидираност. Да гледаш, тоа е... Значи, ова е озбилна работа. Поширок проблем, не е туку така. И одма треби баш и се со докторот Џан Митрев беше, се консултира, викат, леле, викат, колку, јас не знам, колку вакви операции имаме направено со ехинококни цисти во срцето. Зашта цистата врти низ крвта и кај што ќе се залепи и копи јајца тука е. Страшно, човече. Ево, ова не го знаев. Да. Значи, од здравствен аспект ние мора да се не само каснато, и каснатото е опасно, зашто се прави рани, може нерв да ти погоди, може живец да ти скини, да те парализираат, па уплав, психолошки, 300 работи. Така, пошироко. Маја, пред само неколку месеци имаше масовно едно труење, масовно, знам да речем неколку кучина, што беа малски, беа отруени во Охрид. Имаше ли некаков исход од таа состојба? Па немаше, ние бевме тоа, го пријавивме во полиција, се направи записник, ништо не се откри, не знаеме што да кажеме, но сепак е масовно, добро го кажа зборот, затоа што кога во исти ден најмалку 5 кучина исчезнале од локацијата, значи тоа е договорено и масовно труење. Кој тоа го направил, ние не знаеме, значи дека е нешто организирано, дали се тоа луѓе кои што во тој рајон живееле или било како, но тоа не е во ред. Значи, јас истото го кажав и на почетокот и сега ќе го кажам. Нашите вдомени кучина, дислоцираните, отруените, значи 500 кучина за овие 3 години исчезнале од градов на некој начин. Проблемот решен е? Не е решен. Значи, тоа е нешто последно што треба да се направи. Значи, дали ќе се реши проблемот едно куче или 10 или 100 кучина ако ги затроваш. Значи, ништо не си го решил тој проблем. Со тоа само се ствара револт, се ствара лош пример му даваме, значи кучето лежеше отруено пред зградата на општинскиот суд. Значи кучето беше весело, ние дури планиравме да го вдомиме, само што не можевме да го земиме затоа што не беше ни стерилизирано, беше многу младо. Немате ни место. Немаме ни место, точно, не можеме сите. Немате толку са вашите ресурси. Значи, зошто? Зошто едно куче од 8 месеци да го отрујаш? Што ќе ти направи тоа куче? Тоа куче е бебе. Бебе од куче. Жално, точно. Да, за жал. Имаме многу жални слики по улиците. Ама ние сме туристички град, многу опасно е. А за странците да не зборувам, значи, кај нас да, има луѓе кои што ќе се поделат, ќе речат да, тоа е лошо и све. А има луѓе што ќе речат да, па така треба, па ние неќеме да има кучиња по улиците. А дали е тоа добро? Значи тој отров си стои на таа треба тука. Така, тука утре некој детенце ќе паднит. Така, ќе паднит, ќе лижнит од тоа. Значи не сме да се дозволит, ние и тоа го пријавивме, значи во полиција. Отров на јавна површина. Значи тоа е нешто што не е дозволено и опасно. Тоа не сме такво нешто да има. Така е. Ајде да заокружиме емисијата со поедна порака. Уште 10 емисии да има, да, јас нема мислам, да можеме да кажеме. Да, и за жал не споделуваме убави работи. Освен тоа дека имате вдомени толку кучина и тие само тоа е радоста во суштина. Со многу голем ентузијазам ја правевме првата емисија, а сега, значи, стварно, навистина, имат разочарување и од наша страна и сваќаме дека толку се трудевме и толку многу направивме, но нема резултат од тоа. Нема решавање на проблемот. Требаше да нема веќе бездомни. Нема решавање на проблемот. Јас да кажам да се здрави живи ти Соња, Маја, Сузан, Билјана од Пештани исто таа е таа исто овој трчат активистка. И сите тие останати љубители кои што помагаат, поддржуваат. Александра Данче не има. Не има. Па Вадо. Не сме многу, али не има. Сега дали Господ вас ви имат на терану да сте пратеници за Може. Пратеници за заштита на секој има некоја своја мисија овде на земјата. Да, па да, ево видиш.
да сте здрави Така живи мислам. вие, другото Така. што ќе направи другиве, нака мисле тие земете плата за тоа од наши пари. точно. Па нака се потрудат, ама пак Кога ведам. ние Значи пак ведам. волонтерски ова го правиме, Да, Тие ама можат пак многу ведам. повеќе. Забадила ние во Охрида, ако и најубаво да работаме, ако Ќе не ни работи, дојдат од комшиите, ако од не ако соседните дојде градови. од Струга, од Дебар, од па и за тоа да имат, да се стават значи камери на на влезот од градот. Точно. И да се види тоа дека имат истоварна куќина, тоа е факт. Докажано. Тоа е факт. Постојано нови наоѓаме по Од улиците. Струга, од Кичево, од Значи, јасно е. Тетово, од Гостивар, од другава страна, значи од кај Битола, а и наши охридски куќина сме ги најжвеле во Ресен, на пример. Така, значи некој ги дислоцирал. Последно од Да. Скопје имаше. Да, Стерилизирани од кастрирани Скопје ги стерилизирани најдовте. со маркица во Охрид беа, да. Со се маркица. По Дислоцирани. маркицата, Скопје. Како се донесени то куќина? Куќина од Големи. 35 кила, големи. Значи никој ги товарил и ги Ги носел. товарил и ги донесол. Страшно. Мирни, премирни, ама затоа сепак велам, збунати, сепак Затоа велам, збунати. значи сега треба прво на ниво на цела држава да се организира, да се договорат сите по то Министерството за локална самоуправа, све каже И тоа е акција. Акција, сите истовремено, заеднички и нема никакви, значи нема никакви големи издатоци, трошоци. Така. Ево, да се формира таа ова служба, ке се, ево и ветеринарен доктор да се запости тука, да си ги врши тие сите работи, координација, кај и мачкиве по рестораниве доста големи проблеми прават. Мачките да се вклучат во проектов што е од општина. Тоа е за кучињата, значи обавезно да се одвои дел за стерилизација на уличните мачки. Обавезно. Значи Да. тоа е нешто И тоа неопходно ќе што побараме. треба. Тоа е веќе измена и Мора планираме со Сонја општината, заедно мора да поднесиме да да, помогне. претставка, да. Пресадка, тие се луѓе се котат, раѓаат, значи Многу. стварно голема популација. За и нив жално треба да умираат. има, значи Програма исто програма за за стерилизација. стерилизација, да, Море на во мачките. самава служба што ќе си ја работат, тој ќе си ги фаќаат мачињата. Така. Не, да има да Си се имат- метни, пошто тие не се вклучени Не мачината, се само воопшто кучината се вклучени. Море моментално. што да се метни, што те некој да од НАСА да дојде, тој што ќе работа ќе каже, тој на тој филан место има, ќе си ојд со кепче ќе ги фаќаат мачињата, ало дојде имаме мачки, оде фате ги, Така. ќе ги Така е, затоа стерилизира. што и тоа е лоша слика, убаво кажав, Тони, во рестораните, значи сите оние рибарски Не може. ресторани на Не брегот. може. Да, да. Сега, По десетици мачиња имаат проблеми. ево ти, сите комплекси, да речеме, ДСР имат проблеми со тие мачиња, кучиња, се каш имат храна. Па Ко таму се вртат. му се Сега каш качват- има храна, му се мириса. качват на тераса кај што јаде туристиве, му се вртат, па овие му фрлят храна, па тие што работат со викаат дај бе кај да се обратиме да би се Не знаат уведме. луѓето кај да се обратат, Да разбирам. се, а кај да се обрати, тако не се обрати кај нас во Така е, во така е. локалниот сервис. Така И е. значи сами си правиме проблеми по кои знаат какви да се, а никако, тоа може да се реши Едноставно. едноставно Така. и веќе кога ќе рече со тие проекти и одма саприме фаќа. Со тендери, мендери, никој ништо на крајот. Тој што ќе го направи тендерот ќе се напред со пара, ама ние народов ништо од тоа. Јас ви благодарам и на двајцата што бевте мои гости. Ми беше задоволство што позборувавме. Пак ќе кажам, жалам што немаме многу работи за фалење, но да Ме од веруваме 91 и да се година ова го надеваме. кажам. Исто, дури Жално сраме е што е фаќа. така. Ајде да веруваме и Младиве да се деца се надеваме дека смеат, ќе биде поинаку. дури имам сознание, викат абе вие што имате да направено море, ништо. Ние што ќе научиме од вас, ништо. Да се надеваме дека ќе ги менуваме состојбите. Ама ние можеме Тоа. само да дајме идејни решени. Така е, не можеме да го имаме решиме одговорни што треба. да го решат. Ама и никакове никој не вика ништо, сите знаат. Кој ќе оклаиш на некоја функција и готово. Катапут. Фала ви уште еднаш на двајцата. Фала и вас. Се Фала надевам ти, ќе имаме Сонја, и прилика тебе, пак. да. Пак Ево, да разговараме. да речеме за една година, да се надеваме дека кога ќе направиме уште една емисија ќе биде успешна таа Дај емисија Боже. и нема да кажуваме за вакви немили Негативни случаи. работи. Маје од Негативни. 91 година секоја сме 25-та година колку година. Ќе види следната, ајде 26-та да си дајме рок за Не дај подобро. Боже, да не треба више 35 години. Не дај Боже. Не дај Боже. Почитувани гледачи, вам ви благодариме на вниманието. Се гледаме повторно во некоја следна емисија.